Dobro večer, dragi prijatelji, neko je dobra noć. Odavno se nemamo druženo preko video analiza, no po evropsko vreme oko 19 časov se odraži sredba na Aljaska, pomeđu predstavitelj na sad Donald Trump i predstavitelj na Ruska federacija Vladimir Vladimirović Putin. Tukaj kako novinar analitičar se prašao, Aljaska koji će biti domaćin, Putin ili Trump? Zašto go veoma ovo? Aljaska je prodavljena nekada, mislim neka 1867, pardon, a od ruska kontrola bila od 1770, tako nešto beše, ne se da zbor, je prodavljena za nekada 7,2 ili 7,5 miliona dolara, dnevnično oko 129-130 miliona dolara. No interesno, brodovstvo parice nikoš ne stasal во царска Русија тогаш, или Руската империја, како се kaže. Интересно е тоа што Алјаска се уште Русија смета да нема, тамо има исто нено население. И фактички они са меѓу Русија и Америка, они се комши. Особено преку Алјаска и тој дел. И утре, например, на самитот на Алјаска ќе биде ударен нож во грбот, директно во срцето на Европската унија, а тука голема помош за тоа одигра Зеленски, кој е некој двоструки играч. Него Путин му препорача на Трамп преку него да игра за Европа и за ЕУ, бидејќи многу му е налези они кои редовно ме следат, јасно кажа дека Зеленски човек на Путин. Отвечено беше избран за председател на Украина благодарение на руското говорно подрачје, значи на руските гласови, а во животот све се враќа. И интересно е тука што Трамп го исто користи Зеленски и на крај ќе биде отворен нормално. А како го користи? Да ја удружи Европа во еден банкрот и сега Европа го плаќа оружјето до Америка. Фактички, Америка и продава оружје на Европа за Украина. Значи, во моментот тоа не го прави САД или еврејското лоби. Значи, ово е знак на рушење на Европската унија, која веќе е во банкрот. Русија покрај силните санкции кои се уведоа над 20.000, мислам дека има до сега, она во моментот нема да верувате четврта држава во светот по куповната моќ. Што значи дека ја престигна Америка и Јапонија, а тоа се две земји од Г7. Гледайте. Значи, русите имат ефтина храна, најголем увозник на храна, стана најголем извозник, особено на пшеница. Ја во многу мои видео анализи кажат дека со доаѓањето на Путин на власт, он го обикна главниот министар што е за земјоделие, и му нареди да се изградат пластеници, бидејќи имаат газ бесплатен. И они во секој време имаат и домати, пиперки, и краставици и така натаму. На времето, од кај нас купува ресенското јаболко, најголемото честотчина или дострак на Македонија Заев, процера руски дипломат, они тогаш место да го од тогаш да го купуваат ресенското јаболко, они купија садници од ресен. А се знае дека македонското ресенското јаболко е најквалитетно. Но не, ова не е тема на јаболкото. Значи, сега се игра голема игра. Трамп се обидува да биде во Јалта 2 или како трети играч. Значи, Путин и Си Џинпинг се веќе. Кина јавно стана на страна Индија на Русија, особено Кина рече дека Русија во Украина не сме да ја загуби војната. И нормално, тоа е руска порачна територија, мислам, да се разбереме.
Украjina propad Ленин по кое на кое време, во Октомвриската револуција, а дојде неколку британски шпион со бредиран воз преко Германија, а 22 мислам, кога се создава Советскиот сојуз, ја вклучува Украина како 10-та потписничка, Украина петте никош не била држава, и го доделува Донбас. Донбас, Харков, а покасно Петар Порошенко, не, пардон, а, ова е, ќе ми извините, не ми тикнува во моментот, што беше председател на СССР, и го доделува Крим. Веројатно на крај 90 ќе ме тикне. Значи, тоа се руско говорно подрачје, тоа се руски територии. Единствено Галиција е полска, неја стајање пресува 39 со подела на помеѓу Германија на Полска, со Хитлер, инаку Галиција интересна работа за не ми текна кој руски. На руските негови совет му рекол, немој никогаш да ја присвојуваш Галиција, бидејќи Галиција ќе ја распадне империјата. Тоа се случи за време на Втората светска војна, од Галиција и бандеровци и цела дивизија имаше пред Свејград. Значи, главно, да се вратиме на главната тема, тоа е Јаска. Иначе, на Јаска тоа ќе биде во еден од војните бази средбата на САД. Се што ќе се испреговара, Трамп е бизнисмен, се разбира, него го интересира Северниот морски пат, кај што се скратува патот од Кина и ове до Европа и надоле околу 4000 км. Русите имат раздарачи, таму ќе вклучени и Кина во тај проект, а иначе исто така Трамп ќе биде вака пријатно да нема, ова ќе се договорено, утре може само да биде оно се реализира, потреба се договорено, значи можно е Русија да им понуди на Америка за заедничка експлоатација на Антарктикот. Таму има доста сировина, значи многу повеќе сировина отколку што Зеленски се побара или од Гренланд. Значи, пред нас е подготовка за нова Јалта, инаку јас реков дека не е исклучено Јаска да биде и крајна цел на Русија, во едно моја видео ако редовно ме следите. Нашиве да не се да ги загрижуваат што неме дата за преговори на ЕО, повеќе нема да има. Ја реков дека оваа година престанува да постојат или почнува распад на Европската унија и на НАТО. Место НАТО, Америка реагува со Советскиот сојуз створи дружение АУКАС со 5 или 5 очи што ги викат. Пета држава се уште не ми тикнува која, а знам дека тука се Велика Британија, САД, Австралија и Јапонија, петата не ми тикнува која, можда и Јужна Кореја, да не грешам. Значи, утре ќе се одлучат многу работи. Усварено се одлучени, но јавно ќе се соопштат и не е случајно што во Европа се собра Франција, Велика Британија, на кој ќе падне терет за издржување на војната во Украина која сека да ја продолжат и некои војни хушкачи во САД, но тоа ќе биде голем пораз, бидејќи Франција и Велика Британија се во еден економски колапс, САД и некој не задолжа да се разбереме, и на Трамп требат економска поддршка и не е случајно да му понуди на Путин да биде стратешки, мислам, економски партнер. Значи, ова е се игра и со царините да се опипа кој колку и што може, дали ќе врати и така натаму. Драги пријатели, ова е кратко, а по самитот пак ќе направиме видео. Значи, утре очекувам, прво што реков, не знам кој ќе биде домаќин, само да се обелодени оно што е договарано на Мију Битков и во Русија,
Rekao, to беше predstavnik na Donald Trump. И ако ја ушол, би сакал да кажам, написав на Доналд Трамп му обрна големо внимание, бидејќи сонце му е 12 куќа транзитно, по конјункција со Марс, безбедноста ќе му биде загрозена, се го кажат, до правото па. Најдобро е до крајот на октомври да обрне внимание, особено сега крајот на август и првата половина. Па не е исклучено инциденти да се случат на Ајаска. Драги пријатели, ви посако добар сон, унишно спијат. Се гледаме мојата следна видео организија, некој имат желба. Треба на YouTube да притиснат на копчето претплати се или следне, бесплатна и можат на TikTok или Instagram и само ме следат. Посакам добро време со создателот и Македонија напред.